Добро утро сите. Добро дојавте во ново видео. Зашто треба да стануваме на Сабајле? Зашто не почнува денот во 1 попладне? Зашто не почнува во 3? Ај не е толку страшно. Денеска станав во 6, па како сте вие? Добро сте? Косата знам дека ми е. Добро ли сте вие? Наспани ли сте? Гледате да видите наспани. Ако не сте наспани, не функционира денот како што треба. Сега што ми треба? Ги имате ли вие тие моменти на Сабајле, се спремате и као се сте спремни, дали за на школа, дали за на работа, кој како, или факултет, или што и да е. И знаете дека нешто ви фали, и знаете дека нешто заборавате, ама појма немате што е. Јас сум така, се знам дека нешто заборавам, ама не знам што заборавам. И си викам, ај добро, не било битно, ако сум го заборал, не било битно. Ама на крај ќе испадне дека и заборам клучеви или нешто многу битно. Чеки, клучеви. Добро, клучеви, новчаник, телефон. Паричник, се извинувам професоре. Професионална деформација ми стане. Имав еден професор во средно и цело време кога ќе кажеше новчаник, паричник, новчаник, паричник. И сега професионална деформација ми го ќе кажам новчаник, паричник. Ец. Волку многу привезоци за само 2 клуча и едно USB. Не. Веќе 3 дена имам проблеми со ногата. Во саботата истрчав многу. Го кажам многу, стварно многу. Околу, па да не претерувам, ама 25 км сигурно, ако не 30. И не го снимав тоа, ама сега стапалото доздолу ме боли. Затоа што одамна немав трчано толку многу. Имам во животот трчано толку многу, ама одамна немав трчано толку многу. Се по 5, по 10 километри. И сега стапалото доздолу на десната нога, не да ме убива, ме гори. Ќе му помине ко на кутри. Се осеќам као многу време да има поминато од кога имам направено влогче. Као еден ден пропуштив и после направив видео со поздрави, па Q&A, па квиз и се осеќам као што сум заборил да влогам, Не, ама дефинитивно осеќам дека кога правам влогови секој ден, во многу брза шема влегувам за монтирање. Затоа што порано ми требаше наискрено саат и пол 2 за да измонтирам влог, а сега ако запнам можам и за 30 минути да го направам. И осеќам дека кога ќе прекинам, еден ден ќе направам пауза, ќе се не собере друго видео или нешто, паѓам во чево и со монтирање. Веќе не можам за 30 минути да измонтирам нешто, туку пак ми треба 40 минути, 50 минути, саат време, размислувам интрото кај ми е, размислувам аутрото кај ми е, да. Без разлика што ненормално ме боли ногава и не можам да вежбам, мислам не дека не можам да вежбам, туку не можам да трчам конкретно. Сепак ќе одам во теретана, не сакам да пропуштам и целото кардио што ќе го правам, целото кардио што ми е во план да го правам на лента, ќе го направам на велосипед, на точак. Се надам дека ова ме мотивира и вас. Ако го гледате видеово и сте во можност, имате сат и пол, скочите надвор, прошетајте, истрчајте, отидете од теретана, да бидеме сите физички активни. No smoking. Нема смоки овдека. Нема. Одмор е за други луѓе. Сите ние што гледаме, сите ние што го правиме ова, што се дружиме овдека на каналов, ние сме луѓе што успеваме. Ние не бараме одмор. Така ли? Така е. Си дадов сам себе поддршка во огледалото. Денес на агендата ми се стомачни.
Имав прашање кој ми е голот во теретана. Па, наискрено и не дека имам некој гол, само знам дека сакам кога ќе се вратам во Македонија или пред да се вратам овдека, да најдам некој полумаратон или маратон, сакам да го истрчам и чисто сакам да се одржавам во кондиција до тогаш и после тогаш и чисто да одржам темпо. Не знам, ми се свиѓа се од кога целата таа тежина ја нема од порано, иако станови на каналот имам едно видео за ослабење, бидејќи ослабев доста, као скоро 50 кила симнав. И сега од кога го нема тоа, сакам да видам до кај ќе оди, до кај можам да одам со кондицијата, до кај можам да одам со вежбање, така да сега тој ми е голот. А сега одам да каснам нешто. И после 20 убави минути, проседени со салата, ориз и едно колаче, мало, волкаво колаче, се наоѓам овде. Као што куцам со ногава, кој Ѓоко со модрото око сум. И ако не го знаете вицот за Ѓоко со модрото око, прашајте било кој од родителите дома. Сигурен сум дека го знаат. И е многу глупав виц, многу глупав. Добар ден. Добар ден. Мислев дека ако се шишам нема да го имам овој проблем. Ама пак го имам. Добро, сакам да одговорам на едно прашање. Едно многу озбилно прашање. Да зборувам за... Значи, некој прашање, туку сакам повеќе да зборувам за... Што вистински значи да си јутубер, затоа што и не е баш така интересно и лесно и се возбудливо кога станува збор за јутубер. Кога кажувам јутубер, кажувам било кој што прави видеа цело време и јас сум на место каде што правам видеа и има многу луѓе на едно место, што значи многу мислења, многу различни мислења и многу пати се кажуваат работи кои што ако некој човек си ги сваќа на срце сите, ќе биде многу тешко. Значи, ја барем се научив во оваа последна година да не сваќам работи при срце, затоа што да страна, например, ако има 50, 60, 100 добри коментари, секојаш ќе има 5-10 лоши коментари. И без разлика што вие добриве коментари, кои што мене конкретно наискрено... Чакај да го ставам на муте. Сара Симоновска, од Кубараво што е овдека, прашуе дали сум сакал на вечеру до оводу. С неја. С njega? Неја. Кумановци, помагајте. Сакам да кажам дека на страна што некои стотина коментари знаат да бидат добри и убави, некои 50, не 50, нешто збор, некои 5-10 знаат некојаш да бидат лоши. И не лоши као од типот критика, ама деструктивна критика. Наменета само за да не да те подобри, туку едноставно да те уништи. Јас, например, конструктивна критика прифаќам кога некој ќе скоментира, ова не ми се свија, намали го, или филтерот што го ставаш ти е многу јак, или намали го, или ова не е добро, ама тоа ми се свија, тоа е конструктивна критика, окей. Ама многу често пати налетува деструктивна критика. Односно, нешто кој што некои луѓе кои што доаѓаат, едноставно само за да не кажам зборот, ама да јадат боранија во коментари. Јас, наискрено, YouTube мене ми е тренинг на некој начин. Зашто на некој начин? Затоа што морам да се учам да не си ги сваќам тие работи при срце. Затоа што ако земам секој таков коментар до сега што го гледам при срце, ја не знам кај ќе бидам сега. Не само јас, Боби, Джипи, Винкуд, Стефан, сите јутубери кои што се посветуваат на ова и кои што дневно стават видеа, дневно луѓе коментираат, дневно луѓе имаат мислења, сите сме изложени на овоа. И можам да кажам дека и не е баш најлесно кога вака од страна како изгледа, многу луѓе знаат да ми кажат, јутубер си, као, јас сакам да сум, таква работа. Ама многу луѓе не сваќаат што се случува од позади, што никој не го гледа.
конкретно еден коментар што го најдов и не сакам да кажам кој го има напишано за да не биде дека го напаѓам човекот, ама за ваков тип на коментари зборувам. Ова е кога имав подолга коса која се уште се нема вшишано, а го копираш Логан Паул со долгата коса, не ти личи, шишај се грци. И ова е еден од фините коментари. Сум налетал на многу по-нефини коментари, што јас знам дека ги знам, Боби знае дека ги знае. Првиот пат кога налетав на таков коментар му се јавив на Боби, му реков брат, што да правам? И ми рече ништо брат, игнорирај. Као игнорирај, тоа е тоа. И се научив да игнорирам. Не е прв, не е последен, ама се научив да игнорирам. Така што сакам да го завршам ова видео тука и сакам целата тема на видеово е ако случајно осеќате критика према некој, ако нешто сакате да критикувате или нешто не ви се допаѓа, гледате да биде конструктивно. Стакам и јас тоа го правам, се разбира не пред сите, ама во најблизо круг на пријатели, во најблиски другари стално им кажувам, брат или сестро, ова не е добро, вака мислам да го поправиш. Ама не го правам со никаква конотација за да навредам некој и за да го натепам, да го нападнам, мислам дека ме разбирате што ви зборам. Така што ова сакам да биде као денешната тема. Не знам, вие што мислите во коментари, стајте сето ваше мислење. Јас наискрено као што гледате срци ставам скоро на сите коментари, така да сите ги читам. Обавезно ставете ваше мислење, кажете ми што мислите. Фала многу што гледавте видеово и фала многу за цела поддршка што ми ја давате. Се гледаме утре со наредно видео.